Насловот на денешната проповед гласи: не верувајте. Ме фаќа. Ме собра. Кој ги кажал овие зборови не верувајте? Значи, ова не е проповед, предавање од марксизам, туку со ова се Христови зборови. Во која прилика Христос кажал не верувајте? Така. Да отвориме, значи, во Евангелието според Матеј, 24 глава. Христовиот пророчки говор по напуштањето на храмот на Ерусалим, кога бил запрашен за знаците на неговото второ доаѓање и за знаците на рушењето на Ерусалим и храмот, првото нешто што Господ го кажал во 4-тиот стих, значи на прашањето: кажи ни кој ќе биде тоа и каков ќе биде знакот за твоето доаѓање и за крајот на светот. Првото нешто што Господ го кажал како одговор на ова прашање, Исус им одговори и рече: пазете се да не ве излаже некој. И уште еднаш ќе речеме дека ова Христово предупредување се повторува уште два пати во текот на целиот негов говор. Уште два пати во ова 24 глава. Меѓутоа, во 23 стих, пред последното такво предупредување, Исус вели: тогаш, ако ви каже некој, еве овде е Христос, или таму е, што? Не верувајте. А зошто? Која е причината за тоа од негова страна заповедано наше неверство? Зашто ќе се појават лажни месии и лажни пророци и ќе покажат големи знаци и чуда, зошто? Зошто ќе го направат сето тоа? За да го излажат светот? Светот од секогаш се дави во лаги. За да ги прелажат, ако е можно, дури и избраните. Кои се тие? Кои се избраните? Значи, мнозина лажни пророци ќе се појава за да ги прелажат дури и избраните. Ако е можно. Постои цела една глава во последните настани или настаните од последното време, кое што се нарекува, значи, како глава измамите на сатаната во последните денови. Еден цел одсек од оваа глава носи наслов дури и во адвентистичката црква. Можете да бидете прелажани во адвентистичката црква? Дали постои некое место каде што можете да бидете, каде што можете да припаѓате, а да бидете имуни на лага? Кај што нема да бидете прелажани.
Зашто Исус рекол, ако е можно и избраните? Дали е можно избраните да бидат прелажани? Може. Дали избраните ќе бидат прелажани? Тоа е сосема друго прашање. Но, дека може, може. Ако не може, тогаш сатаната не би се трудел. Ако се труди, значи може. Да прочитаме еден друг библиски текст. Ќе отвориме последната книга на Светото писмо, Откровението. Каде во Откровението постои предупредување или било каков текст што зборува за измами на сатаната во последните денови? Да. 14-тиот стих вели, значи 13-тиот подочно, 13-13, и правеше големи чуда, вториот звер, па дури и оган се минуваше од небото на земјата пред луѓето. Некои велат дека ова пророќство за атомската бомба. Може и таа да се вклопи во описот. Меѓутоа, може да биде и нешто што се уште не сме го виделе. А 14-тиот стих што вели? И ги мамеше земните жители. Ги мамеше. Овој збор е глагол за именката измама. Како може денес жителите на земјата да бидат измамени? Што мислите? На кој начин може некоја лага да биде проширена по жителите на целата земја? Преку медиумите. Значи, медиумите се посредници. А да знаете што значи медиум? Знаете. Посредник буквално. И меѓутоа, што се нарекувало медиум пред да постојат? Стефани одговори пред да го довршам прашањето. Медиуми, значи тоа било специјално име за сите сатански бајачи, вражачи, спиритисти, окултисти, како например бајачката во Ендор, која што се обратил во очајание царот Саул. Таа била, според спиритистичката терминологија, била медиум. Што мисле, дали е случајно што денешните средства има Златна Зора на времето, читав нејзини вестници во Грција, ги нарекуваше средства за јавно глупирање. Ако така го преведам изразот. Пред да постојат средствата за јавно информирање, како што се нарекуваат, медиуми се нарекувале сатанските представници. Што мисле, дали е случајно што средствата се нарекуваат медиуми? Дали тоа случајно совпаѓа? Ништо не е случајно. И едните лажат и другите. Иако Господ може
да ги употреби и едните и другите. Се сеќавате на пример во Библијата каде што Господ проговорил преку лажен пророк. Каде што употребил лажен пророк. Да. Затоа нас Библијата ни вели, кога се работи за пророштва, да ги испитуваме не пророците, туку пророштвата, што е кажано. И оно што е добро, да се држиме до тоа. 16 глава, Откровение. Повторно 13 стих. 13 година. И видов кога од устата на змевот и од устата на зверот и од устата на лажниот пророк излегоа 3 нечисти духа како жаби. Зашто тоа се ѓаволски духови кои прават чуда. Тие одат кај царевите на целиот свет, за да ги соберат за војна во оној голем ден. Против кого? Против Бога Вседржителот. Царевите на целиот свет. Значи, овој свет, во даден момент, како што тоа ни зборува 17 глава, ќе биде политички обединет. Меѓутоа, зашто тогаш ќе има потреба од такво нешто? Зашто тогаш ќе постои НАТО пактот? Ако се сите обединети, против кого? Од кого треба да се бранат? Против Бога Вседржителот, вели Откровението. Зошто ѓаволските духови се наречени нечисти духа како жаби? Жабата е нечисто животно. Меѓутоа има многу нечисти животни. Жабата пленот го фаќа со својот јазик. А со што може да се лаже? Со јазик. Цел еден одсек во последните настани носи наслов Лажен дар на јазици на 90-та страница. Значи, целта на сите овие чуда е измама или лага. Но, за кого? За кого се тие наменети? Ки бидат излажани мнозина, илијадници, милиони. Меѓутоа, тие се наменети само за избраните. Деновија пред некои 2-3 недели, во медиумите прострои една информација која што не беше многу забележана, барем не се расправаше за неја, како што се расправало за календарот на маите, за нивното предвидување за крајот на светот, како што се расправало за претходното промашување за крајот на светот од минатата година. Некако помина ова информација во сенка на сите овие муабети. Имено, ќе се сетите дека на рускиот председател или премиер се едно, бидејќи тој и Путин се менуваат на тие позиции, Дмитрий Медведев, наводно, не знаејќи дека камерата била вклучена, изјавил дека секој руски председател од тајните служби е снабден со досие
класифицирани доверливи информации за постоење на вонземјани помеѓу популацијата на планетава Земја. Самата ваква информација навистина може да се прифати само како мајтап, како што и ние реагираме. Меѓутоа, не се работи за мајтап. Оно што беше карактеристично за неговата изјава е дека не би сакал он да ја спомене бројката која што се наведува во тајните досиеа, бидејќи според неговите зборови тоа, спомнувањето на бројката, ќе предизвикало паника помеѓу населението во јавност. Јас си го поставив следното прашање. Па, ако медиумите наводно успеале да му ја украдат таа информација на Медведев и да ја објават, што е битно каква бројка ќе се каже? Зошто сама по себе таа информација не е доволна да предизвика паника? Зарем не е доволна да предизвика паника? Ако тој вели дека постои, тврди дека постои бројка од вонземјани на нашата планета и дека ако таа бројка ја каже ќе предизвика паника, тогаш зарем луѓето се глупи како овци, да треба да ја чујат бројката па да се испаничат? Зарем не е тоа само по себе доволен повод за паника? Очигледно не е, бидејќи никој не се испаничал. Скоро во исто време, дали се сеќавате на овој пат дезинформација, кога австралиската премиерка успеала со една изјава буквално да ја испаничи сопствената нација. Со изјавата дека ќе настапи крајот на светот. Оно што е, би сакал да го нагласам, би сакал да влезе во снимка. Не е битно кој ќе ги гледа снимките, битно е да се стои во снимка. Овие промашувања за крајот на светот се промашувања на науката, бидејќи мајите биле астрономи, и во случајов, иако тоа било кажано во шега, промашување на политиката. Значи, не е како што вели еден асистент на електротехничкиот факултет, кога што јас го познавав пред да им биде познат на медиумите, а мој истоименик, патем речено. Не се работи за некои мистики, пророштва, како што тој даде изјава пред Нова година на телевизија. Се работи за научни промашувања. А во случајот на австралиската премиерка, за политички промашувања. Значи, неговата професија и политичар, и научник, наводно, е одговорна за тие промашувања. Сега се поставува прашањето, зошто австралијанците беа испаничени од изјавата на нивната премиерка, а зошто светот, или барем русите, не се испаничени од изјавата на Медведев? И едното и другото доаѓа од политичари. Од премиери кои што се во функција, кои што се на власт. Јас имам само еден одговор на ова прашање. Вие, ако имате друг, може да го споделите. Луѓето ќе бидат испаничени тогаш кога медиумите ќе сакаат така. Тогаш кога лагата ќе се пласира како официјална
службена верзија. Званична изјава. Изјавата на Медведев не била званична. Му била украдена таму во некој ходник, го снимиле, наводно со скриена камера. Изјавата на австралијанската премиерка била официјална. И луѓето били испаничени. Ако по својата психологија луѓето, јавноста, вака реагира, тогаш на кој начин сатаната ќе ги пласира своите лаги во последното време? Само по официјални канали. По официјален пат. Еден таков обид за измама ќе подсетам се случи и пред година дена. Кога во саботно школското градиво за 5 минути се обиде да се изврши влијание врз, значи, Адвентичката црква се обиде да изврши влијание врз своите верници по целиот свет, со тезата дека Адвентичката црква не е секта затоа што била призната од соодветен орган на Обединетите нации, на Светскиот сојуз на црквите и на некои други организации под контрола на Ѕверот, Змејот и лажниот пророк. Еве ви, измама од службени, официјални канали. Пред 6 години во Соединетите држави заедно со Гоце гледавме цело едно видео од 2 часа трајање за еден поранешен припадник на ЦИА, веројатно, американските тајни служби, кој што, кога го даваше интервјуто снимено, лицето не му се гледаше, беше некако во сенка, не сакаше тој да му се гледа, сакаше да остане анонимен. Цели 2 сати зборуваше за тоа дека навистина постојат вонземјани и дека тие соработуваат со владата на Соединетите американски држави и дека тој лично видел некој од тие вонземјани во Area 51, односно соодветната област, полигон во Аризона, каде што американците слетаа на месечината, 69-та година, и кој што служи за многу други тајни операции на ЦИА, каде што е по закана на живот забрањето да стапне било кој неповикан. И се разбира, неговото сведоштво не е единственото. Тврдење за вонземјани постоеле со децении наназад на оваа планета и вие сте свесни за некој од нив. Сето тоа започнало не случајно далечната 1947 година во едно место Розвил во државата Нью Мексико. Знаете, за секоја цивилизација сатанат има посебна измама со неговите демони, се разбира, бидејќи тие се тие вонземјани, кои што може да се појават во било каква форма. Значи, за некои прости селани, можеме така да речеме, во некој зафрлено планинско село, демоните можеле да се јават како вампири, или за оние таму на Карибите, како зомби, и да настане целата таа митологија за вампири, толосуми и така натаму. На древните пагански народи им се јавувале во вид на нивните богови, неморални, инаку сите по список,
кои што биле предмет на обожување, на вајање, значи им се граделе кипови, на кои што луѓето им пренесувале жртви, им каделе, им се молеле и така натаму. Сето тоа што е осудено како идолопоклонство во Светото Писмо. Сега, што мислите на денешната атеистичка цивилизација? Која измама сатаната ја спремил? Која што ќе одговара за атеистите? Митологијата за вонземјаните. За секоја цивилизација постои соодветна измама. Значи, не само што атеистите не можат да се спасат од вакви измами, туку тие се па посебно хендикепирани со атеизмот, кога се работи за вакви работи. Некаде минатиот век читав, не се сеќавам во кое списание или вестник, цела една голема статија, лично сведоштво на поранешниот професор, доктор на науки, Наум Целаковски, ако сте чуле тоа име, математичар и автор на многу учебници математички. Како се дочеше човекот дека лично се сретнал со вонземјани некаде во Струга. Некаде на пат за Струга, поточно. Меѓутоа, тоа се случило некаде длабоко во комунизмот. Цели децении тој молча. На никого не кажувал. Дали знаете зашто? Токму тоа. Значи, атеистите, не само што тие не се имуни на вакви метафизички или мистични измами, туку се посебно хендикепирани, бидејќи кога ним тоа ќе им се случи, или самите ќе се посомневаат дека се поместиле од умот, дека нешто не е во ред со нив, или од страф да не бидат прогласени за такви, од страна на средината во која што припаѓаат, едноставно ќе молчат. А самите ќе знаат дека е тоа вистина. Бидејќи вистина се соочиле со такво нешто. Епа, простите селани го нема тој проблем. Тие што ќе видат, го кажуваат и така настануваат паганските митологии. Значи, по-хендикепиране атеистот, макар бил и доктор на науки, бидејќи неговиот атеизам не му дава простор да може да го свари искуството на сатанска измама со која што се соочил. Колку е глупово да се биде атеист, сведочи и еден друг пример. Имено, атеистите велат да видам па ќе поверувам. Дали тоа паметно или глупово? Многу глупово се разбира. Бидејќи сатаната токму пред нивни очи ќе ги направи најголемите чуда и те ќе поверуваат на зверот, антихристот и лажниот пророк. Но колку се мудри оние што веруваат на Христовите зборови, кои што за такви ситуации гласат не верувајте. Чи нема мудрост во атеизмот, нема мудрост во светот, нема мудрост во човечката наука. Мудроста, како што вели псалмистот, почеток на мудроста е стравот Господов. Би сакал да привршам со некои цитати, само некои од оваа книга. Измамите на сатаната во последното време. Се приближуваме кон крајот на историјата на оваа земја и сатаната се труди повеќе од било кога порано, сакајќи да завладее со христијанскиот свет, со ревност која восхитува. Тој работи со помош на своите лажни чуда. Писмото го представува како лавко и рика
и оди наоколу барајки некого да проголта. Тој би сакал со својот заговор да го заопфати целиот свет, сокривајќи ја својата изопаченост под закрилата на христијанството. Тој поприма обележје на христијанин, сатаната поприма обележје на христијанин, и тврди дека е самиот Исус Христос. Божјата реч изјавува дека сатаната, кога тоа ќе им одговара на неговите намери, преку своите орудија, под закрила на христијанството повторно, ќе покаже таква моќ за да ги измами, ако е можно, и избраните. Последниот дел на читатот е цитатот од Матеј 24 глава, 24 стих. Почитаме некои други. Рани списи, страна 87 страница, ни вели: светите мораат да се здобијат со темелно разбирање на вистината за сегашното време и да го одржуваат со проучување на писмата. Треба да се запознаат со состојбата на мртвите, зашто ќе им се јавуваат ѓаволски духови, тврдејќи дека се нивни мили пријатели и роднини, велејќи дека денот за одмор е сменет и изнесувајќи и други небиблиски доктрини. Овие лажливи духови, јавувајќи се во облик на апостолите, ќе му противречат на она што апостолите, вдахновени од Светиот Дух, го пишувале додека одале по земјата. Тие ќе го одрачуваат божественото потекло на Библијата. Големата борба, страна 557. Во иста книга се вели: ќе се појават луѓе кои ќе тврдат дека се Христос и ќе ги бараат почестите и обожувањето кои му припаѓаат на откупителот на свет. Тие ќе прават чуда на исцелување и ќе зборуваат дека од небото добиле откровенија кои противречат на сведоштвото од писмото. Уште некои цитати. Евангелизам, страна 604. На злите ангели не им е тешко да се представат и како умрени светци, и како умрени грешници, и да го прават тоа видливо за човечки очи. Значи тоа што го сакаат атеистите. Да видам. Тие манифестации ќе бидат се почести. И навистина, па нам денеска ни стана досадно да ги слушаме овие работи. Не знам кој го спомна од вас, а и баба. И таквите како него. Едноставно, зашто ние нам веќе здодевна да и да зборуваме и да ги слушаме овие работи? Па затоа што тие се веќе се почести и почести овие појави. Како што се приближуваме кон крајот на времето, ќе се случуваат појави кои се повеќе ќе ги изненадуваат луѓето. Дали вие ќе бидете изненадени? Сатаната има моќ да се појавува пред луѓето во ликовите на нивните умрени пријатели. Имитирањето е совршено, се вели. Пазите, совршено. Познат изглед, зборови, боја на глас, сето тоа е прикажано со совршена точност. Мнозина ќе се соочат со ѓаволски духови, кои ќе се појавуваат како нивни мили роднини или пријатели, убедувајќи ги во најопасните лажни учења. Тие посетители ќе се обидуваат да делуваат на нивите најнежни чувства и ќе прават чуда за да ги потврдат своите тврдења. И на крај, како сатаната ќе се појави како Христос и ќе го имитира Христа во секој детал. Да ги прочитаме уште тие зборови. Како завршно дело во големата драма на измамата, самиот сатана ќе се појави како Христос.
Црквата веќе долго зборува дека го очекува доаѓањето на Спасителот како исполнување на своите надежи. Сега големиот измамник ќе направи да изгледа дека Христос навистина дошол. Во разни краеви на светот, сатаната ќе се појавува меѓу луѓето како величенствено суштество со блескав сјај, многу слично со описот на Божиот син, кој Јован ни го оставил во Откровението. Славата што ќе го опружува ќе надмине се што окото на смртникот некогаш видело. Низ воздухот ќе одекнуваат победнички извици: Христос дојде, Христос дојде. Луѓето ќе паѓаат ничкум пред него, обожувајќи го, додека тој ги подига своите раце и ги благословува, како што Христос ги благословувал своите ученици додека бил на земјата. Неговиот глас ќе биде нежен и благ, многу мелодичен. Со милозвучен, со чувствителен тон, ќе ги изнесува истите прекрасни небесни вистини кои ги изговарал Спасителот. Значи, ќе зборува вистина. Може да се рече дека неговата глума ќе биде најдобрата глума од сите глумци кои што го глумеле Христа по разни филми. Ќе лекува болести меѓу луѓето и тогаш, натаму представувајќи се како Христос, ќе изјави дека денот за одмор го преместил во недела и ќе им заповеда на сите да го празнуваат денот што тој го благослови. Може би овие работи ви звучат здодевно, бидејќи си мислите во себе, нам тоа ни е познато и ние нема да бидеме прелажени. Меѓутоа, ќе прочитам уште еден цитат од рани списи, 261 страница, вели: видев дека Бог има своји искрени деца помеѓу номиналните адвентисти и во паднатите цркви, па пред изливањето на 7 зла, проповедниците и верниците ќе бидат повикани да излезат од тие цркви и радосно да ја прифатат вистината. Според тоа ни номиналните адвентисти и нивната црква не ја проповедаат вистината. Сатаната го знае тоа. И пред да одекне гласниот вик на третиот ангел, тој ќе предизвика возбудување во тие верски заедници, така што оние кои ја отфрлиле вистината ќе помислат дека Бог е со нив. Има уште многу што да се чита на вистина. Но вие тоа можете веќе да си го направите сами за себе. Нека Господ не сочува во овие последни денови од измамите кои што веќе се подготвени да се случат. Веќе се подготвени, дури постојат извршени се проби. Можеме да речеме дека се што до сега се случило како измама, особено ако е пренесено преку медиумите, е само проба за оно што допрва следи. Само ние да не се излажеме дека доволно знаеме, доволно сме паметни и дека ние нема да бидеме прелажени. Зошто? Бидејќи, ако така мислиме, личиме на Петар пред да се откаже од Христа. Господе, сите други да се откажат. Јас нема. Господе, сите други да бидат излажени. Јас нема. Ако имаме таков став, баш тогаш ќе бидеме прелажени. Нека Господ не се очува од сето тоа. Амин.